Добар ден на сите. Добар ден. Не, точно така. Сега вас къде сме? Чекай. Ойде нам, да направим чиста. Ево до овој момент влегов во кабинетот на градоначалникот на општина Штип, ја превземам функцијата, со што од денеска официјално ќе обавам функцијата градоначалник на општина Штип. Верувам во успешна соработка со целата администрација во општината, со сите јавни предпријатија, верувам во успешна соработка со медиумите, со сите граѓани на нашиот град и затоа сум убеден дека нашиот град конечно ќе тргне напред. Имаме големи убави проекти за нашиот град и сите заедно со дополнителни нови идеи ќе ја зголемуваме, продлабочуваме нашата соработка и програма, за да на крај бидеме горди после 4 години за сето оно што ќе го направиме за нашиот град. За прв пат на едно примо предавање го нема поранешниот градоначалник, како го доживувате вие тоа како нов градоначалник? Добро, јас гледајќи дека во цела Република Македонија се случува примо предавање на еден културен начин, демократски начин, но еве овде не е случај тоа. Како и да е, ќе беше добро да биде овде претходниот градоначалник, да ги размениме мислењата, да бидам запознаен од прва рака со се она што се случува до овој момент во општината, со состојбите на сметката, со сите состојби во јавните предпријатија, со можеби сите проекти, со сите состојби со администрацијата и ќе ми беше важно тие влезни информации да ги добиам од прва рака, но еве, доколку е таа одлуката да не биде присутен овде претходниот градоначалник, јас не можам ништо повеќе околу таа работа, овде сум и со шефот на кабинет и веднаш после овој настан ќе ги повикам сите раководители на сектори, да се видам со нив и директорите на јавните предпријатија, да ме запознаат тие за состојбата во општината, за да можеме брзо да стартуваме, бидејќи има многу проблеми, дел од проблемите веќе ги знаеме и сите ги знаат, во градот се зборува дека јавното предпријатие ИСАР не може да земе плата, нема доволно пари на сметката, а веќе поминуваат роковите за да се земе платата за минатиот месец. И така морам заедно со нив да почнем да веднаш да работиме, да соработуваме за да пред се граѓаните, вработените видат благодите да си ја добијат заслужената плата и проектите да ги отпочнеме и тие што се почнати да ги продолжиме. Ќе дојдат ли директорите на средбата? Јас ќе ги повикам. Ако го следат примерот на нивниот поранешен предпоставен? Јас верувам дека ќе дојдат. Ситуацијата е пресериозна, овде нема потреба од суети. Овде сме за граѓаните, тие се уште директори и мора да бидат овде заради интересот на вработените и на граѓаните. Јас ќе ги повикам и верувам дека ќе имам соработка до моментот додека се директори да сите заедно носиме одлуки заради вработените, заради граѓаните. Кога ќе го очекуваме новиот тим на градоначалникот Бочварски? Многу Делот на директори на јавни предпријатија, училишта. Да видиме најпрво систематизацијата овде во општината, во јавните предпријатија, да видиме како е тоа законски предвидено и веднаш потоа ќе носиме одлуки. Нема потреба од брзање, дека тоа мора да се случи денеска или утре. Важно е да се донесат вистинските одлуки, а не избрзани одлуки. Колко погледнете да ги насмалите?